Во денешно време поголем број на студенти се одлучуваат да работат додека студираат. Оваа пракса се покажува дека добро функционира за студентите кои може да го менаџираат времето за работење и за учење. А исто така представува можност самите да заработат некој денар за себе и да не представуваат товар на родителите. Често овие препреки и нивното неосамостојување знаат да го разгорат жарот и да предизвикаат караници помеѓу семејните членови. Анкетираните граѓани земне телевизија едногласни дека ова е добра одлука која треба да представува мотив и останатите да ја практикуваат. Добро е, како не е добро. Значи, сите треба млади такви да бидат. Да учат и да работат, да имат, да помогнат на татко и на мајка. Државата пропаѓа, оти нема работници, нема фабрики, нема плати добри, народот ќе бегат и по странство и тоа е нормална работа. Па нормално треба да има секој младинец бар 500 динари во џепот за да може да седне у кафичо, да се напие едно кафе, да изпуша една цигаре, еден сок да се напие, а не со празни џепови. Работат поради тоа што имат и пари и школа ќе завршат. Поради тоа мислам дека е добро. Па како не е добро? Тоа е убаво. Кога има работа, убаво е. Има ги многу тие, да. Тие со 80% се очекат од родители. Убаво е тоа. Не секогаш заработените парични средства се доволни да се покријат трошоците за факултетското образование и излегувањето на младите. Па затоа, понекогаш ја користат можноста да заработат и некаде надвор од државата. Меѓу време да работат, да имат време и за учење. Доаѓаат да студираат, да завршат школа и писмени. Покрај тоа добро е да се работи нешто што може да им помогнат на родителите исто. Зависи, сите не се финансиски издржливи како што треба. За сами да се издржават, мислам дека не е доволно ако се од страна, ако доаѓаат да учат, тешко дека ќе можат да се издржаваат сами. Па помош ако нема, бидејќи нека се некои кои нема што да заработат и да ти на сосем друг правец, кај што не треба. Такви прилики немало пружено да можеш да работиш и да учиш. Има студенти може да е пропушти некоја година и да продолжи. Па може негде да работи и да спечели некоја пара, може тука, може надвор. Можностите да се големи за младите. Ја рачунам дека големи се и за вработувањето, само се бира некако работата, а и се пружија прилики со западниот свет. За младите, ова треба да представува мотив плюс за да понатамо ја практикуваат ова навика, која истовремено ќе им возможи да имаат финансиски средства во секое време, но и да се фокусираат на студиите, со тоа што нема да представуваат терет на родителите.